Добро утро, јас сум Александра Бубевска, а во денешната понеделничка општествена сцена, наш гостин овде во студиото е читачот. Тоа е Александар Маđаровски, кој што е всушност тој што стои за овој Facebook и YouTube канал и кој што ни препорачува книги еве веќе една година. Добро дојдовте во нашето студио, благодарам што одвоивте време. Еве веќе една година постои овој ваш канал, ваш блог, како да го кажеме. Дали сте задоволен од одзивот? Фала на поканата. Прво, задоволен сум затоа што го почнав ова со една идеја, нели, имав идеја за ваков YouTube канал веќе неколку години. Меѓутоа си давав некои изговори кога немам доволно време или некои такви клишеа. Меѓутоа лани негде во март месец кога почна карантинот и кога повеќето сите бевме дома, нели тоа беше препораката, и почнав со тоа што земав да го читам Хобитот од Толкин. Секоја вечер го ставав по една-две епизоди, по една-две поглавја. И потоа си реков зошто да не продолжам да препорачувам книги, да правам рецензии, некои осврти на книги. Почнав со неколку авторски профили за автори. Секоја недела вадев по едно такво видео. Потоа продолжив со рецензии, со некои видеа, со совети, мисли за читањето. И многу ме радува што има многу убав фидбек и луѓето што ме следат изреагираа многу фино. Имаше коментари од типот дека до сега гледале вакви видеа на српски или на англиски и баш име се радуваат што може да гледаат вакви видеа и на македонски со ваква содржина. Така што и на Facebook има убави коментари, некој има и конструктивни критики, така што тоа ме радува. Мислам дека баш е многу убав одговорот и реакцијата на каналот. Да, точно така. Навистина е прилична бројка кога се знае дека сепак зборувате на македонски, што значи сте ограничени на територијата на нашата држава. Може би некој во диаспората ве следат, тоа не знам. Кому се обраќате кога препорачувате книги? Знаете, кај нас често пати кога се зборува за книгите и за книжевноста, за читањето особено, обавезно се спомнува оној факт дека кај нас нема многу интерес практично, особено пак меѓу младите кои што, но вие го поврзавте она што ги интересира младите сега, социјалните мрежи, со она што не ги интересира можеби толку многу, па какво е вашето искуство, особено кога се работи за помладите читатели? Па да се зборува за тоа колку се чита во земјава, не е лесно затоа што немаме некои статистички податоци или некакви анкети обширни што се извршени. Меѓутоа, и некои социјалните медиуми знаат да ни направат илузија во смисла на тоа дека ако на Facebook имаме пријатели кои што се писатели или не знам, преведувачи или поети и постојано гледаме дека некој имал промоција, некој издал книга, имало некакво поетско читање или слично и можеме да бидеме во илузија дека па во оваа земја само за книги се зборува и сите чита. Меѓутоа реалноста веќе веројатно не е таква. Она што сакав јас да го направам да го на некој начин да го постигнам со овие видеа е да бидам популаризатор, на некој начин да ги приближам белетристиката, добрите романи, они што сметам јас дека се добри романи и да ги приближам со еден непосреден јазик, значи непосредно представување на книгите, значи не и оттаму велам дека мојата главна публика на некој начин или мојата популарно кажано таргет група, значи не се луѓе книжевници или луѓе што студирале книжевност или литературни критичари, секако и тие, и многу ми значи нивниот фидбек и нивната реакција. Меѓутоа, кога би можел оние што читаат веќе, да ги инспирирам на некој начин да читаат уште повеќе или да читаат добра литература, добри книги, затоа што не секој роман е добар, а има многу романи. А кога би успеал и оние кои што не читаат воопшто и сметаат дека немаат време или дека книгите се губење време, кога би ги инспирирал да им дадат шанса на книгите, да прочитаат некој роман, некоја моја препорака,
тогаш исто тоа би било нешто многу убаво и прекрасно. Сега кога станува збор за младите, се обидував да правам и книги, осврти за книги за деца. Меѓутоа, мислам дека за да на некој начин да се досегнат младите, да зборуваме сега за некоја тинејџерска возраст. Да. Социјалните медиуми се клучни и мислам дека кога би сакал да уште повеќе да им се обратам ним, би требало дури уште повеќе да се смени од форматот и јазикот кој што го не да се банализира јазикот, па да стане тривијален, туку да можеби самиот начин на на артикулација, на пренесување на тие теми би требало малку да се дотере и да се промени. Ако сакате да зборуваме за тие екстреми, еве неодамна во Нью Йорк Таймс излезе на пример една статија која што вели дека има бум на овие тиктокери сега на платформата TikTok, нели, кои што се главно тинејџери и кои што препорачуваат таму книги на своите врсници, а ако е несреќен крајот на романот, дури и плачат. Така што издавачите сега почнале да ги финансираат дури за да се рекламираат одредени нивни изданија. Па каква е ситуацијата кај нас? Имате ли соработка со издавачките куќи? Ме радува што некои издавачки куќи имаат сенс за маркетинг и гледам дека добро си ја вршат својата работа и прават се за да книгите стигнат до пошироката јавност, да речеме. Мојата соработка со нив во овој момент се сведува на тоа што кога правам рецензија за некоја нивна книга, ќе ми ја подарат таа книга, или некои издавачки куќи знаат да ми подарат пакет книги, нели, како подарок од нив. Така што, знаејќи каде е издаваштвото во Македонија и колку книги се издаваат и така натаму, тоа е реалноста. И тоа е супер гест од нивна страна и идејата ми е да би сакал да постои на таква соработка на некој начин меѓу она што јас го правам и издавачките куќи. И затоа во секој видео се трудам да ја посочам книгата на македонски и да кажам дека е достапна и дека можеме да ја читаме. Дека е преведена на македонски. Дека е преведена на македонски и дека не е некоја книга што е издадена пред 30-40 години и веќе, иако и такви книги, за такви книги ќе зборувам, меѓутоа се трудам да ги следам и оние тренд, да речеме, современите македонски писатели, она што сега може да се чита, што е актуелно и што може да се отиде во книжарница и да се купи. Да, на почетокот почнавте со странските писатели да ги препорачувате книгите од странски писатели преведени нели на македонски, но еве кога би требало да препорачате сега од македонски писатели книги, кои би биле тие? Она што е интересно што се обидувам да следам сегашната сцена, книжевна сцена, и се случуваат убави работи. И во книжевната за деца, и во белетристиката, значи има квантитет, има богата продукција. Сега потребно е време и со текот на времето да се дистилира малку тоа и да остане она што е баш квалитетно. Меѓутоа има уште еден интересен тренд кој што на некој начин јас си го земав како своја цел е да се навратам на некои класици македонски, современи, зборуваме за повоените, дали за Јаневски или Андреевски или за Чинго. И гледам дека издавачкиве куќи сега постано нешто што го забележав и Арсламина издавачката куќа направи една едиција на македонски книжевни класици и ќе се реиздаваат. И така што оваа година знам дека е посветена на Блаже Коневски, нели 100 годишнина на роѓењето. Лани беше посветена на Славко Јаневски, меѓутоа јас оваа година на мојот канал ќе ја посветам на Славко Јаневски со тоа што ќе направам барем 5 романи, ќе ги разработам малку и ќе направам видеа. Меѓутоа и со овие едиции паралелно сега што издавачкиве куќи ги тераат, планирам и на нив да се навратам и се надевам дека ќе имаме навраќање, да мал ревайвал, да употребам англиски збор, едно будење и навраќање на тие класици. Знам дека може луѓето да имаат предрасуди да сметаат дека тоа се застарени теми или јазикот е архаичен, како и да е. Меѓутоа тоа се сепак наши класици. И ако сакаме да негуваме еден јазик, една култура, мора да ги негуваме и мора едно време не можеше да отидеш во книжарница и да побереш книга од Славко Јаневски, зборам со сега издадена со убава корица нова и да ја најдеш. Меѓутоа тоа полека се менува и така што јас би ги препорачал тие дела. Исто така и од современите автори, да речем, има издавачки куќи, особено, нели тоа е или издавачката куќа,
издаваат сериозно, имаат сериозна продукција на македонски автори, Да. нормално и другите издавачки куќи. Така што како што да кажам, мислам дека треба да ги следиме паралелно и современата сцена, писатели како Петар Андоновски, Румена Божаровска, сега беше популарен и Жарко Којунџиски, значи Фросина Пармаковска, значи има Да, тоа е сигурно една ќе плејада испуштам на многу писатели од автори. веќе средната или помладата Помлада генерација, кои направија известен бум на македонската книжевна сцена, нели? Да, со полека своите некои дела. од нив и го освојуваат просторот и на бивша надвородганиците, Југославија и така тоа е. е баш за поздрав и мене ме радува лично. Меѓутоа, сепак да не ги заборавиме и класиците на македонската литература и ми се допаѓа овој момент, има потенцијал да им се навратиме малку посериозно. Времето ни истекува полека. Ви благодарам што дојдовте денеска во нашето студио и што одвоивте време за утрински брифинг. Се надевам дека ќе имаме прилика повторно, не за една година, туку и многу побрзо да се слушнеме или да поразговараме вака за книжевноста, за македонската книжевност и за тоа како и сакаме да ги читаме книгите. Благодарам. Благодарам. Тоа беше Александар Маџаровски, читачот.